Скопје како главен град на Република Македонија е една од најпосетуваните локации во државата. Статистичките податоци покажуваат дека најголем број од странските туристи го посетуваат Скопје. Бројот на странски туристи во последните 10 години е зголемен за 100%. За тоа придонесуваат природните убавини и културно-историските споменици од различни временски периоди. Со цел да се презентираат сите културни и туристички знаменитости на Скопје, со акцент на богатството на културни и религиозни знаменитости, старата скопска чаршија со своите специфики и занаети. Почетокот на новата туристичка сезона во Скопје се отвора со нова туристичка автобуска рута во рамките на Сити Турбас. Придобивките на новата туристичка сезона за оваа година опфаќаат и промоција на парк шумата Водно и Матка како еко-оази на градот, жичницата на Водно, како и промоција на настаните кои му престојат на Скопје, како што се Визар Скопскиот маратон на 6 мај, трката на Водно прв до врв на 20 мај, Скопско лето и други, за кои, како што истакна градоначалникот Шилегов, туристите треба да ги пренесат пријатните искуства. Го враќаме сјајот на Скопје, истовремено збогатувајќи туристичката понуда на градот со модерни содржини кои што ќе бидат многу поразлични од тоа што досега беше нудено на туристите во нашиот град. Наша крајна цел е секој што ќе дојде во Скопје да се осеќа пријатно, со себе да повлече и да однесе едни добри спомени кои што ги носат луѓето кои што ги посетуваат убавите и атрактивни туристички места во Скопје, во светот, за што претендираме и Скопје да стане еден од нив. Рутата започнува од плоштад Македонија и трае 2 часа, а цената на билетот е 150 денари. И со тој билет ќе следува уште едно возење во градските автобуси. Директорката на ЈСП Тур, Сонја Мартиновска-Боева, истакна дека акцентот на новата рута е ставен на градот на солидарноста. Турата оди од плоштад од Македонија, Порта Македонија, потоа оди од Пекале, Континентал, Отоманскиот период го покажува сите знаменитости кои ги има кнезот Ангел направено во градот и во цело време оди приказната за Скопје и она што е Скопје во минатото сега. Оваа година ставаме посебен акцент на градот на солидарноста затоа што е 55 години од земјотресот. Градската власт најавува продолжување на своите активности за развој на туризмот во Скопје и подобрување на условите за сите негови посетители. Според градоначалникот, Скопје има голем неискористен потенцијал за развој на туризмот, кој мора да се искористи и ќе се искористи на вистински начин, на кој сите придобивки најмногу ќе ги почувствуваат граѓаните на Скопје. Најголеми знаменитости на градот се Камениот мост, Тврдината Кале, Православната црква Свети Спас, старата турска чаршија, Мустафа Пашината џамија, Јахја Пашината џамија, Дауд Пашината бања, Соборниот храм Свети Климент Охридски, старата железничка станица, Музеот на современа уметност, Милениумскиот крст, спомен куќата Мајка Тереза, Аквадуктот, улица Македонија, Градски ѕид, Куршумлијан и уште многу други.